1-1 беше исходот од дербиото во Штип, каде Брегалница и Шкендија Рачиново ги поделија бодовите во меч кој го наполни градскиот стадион во Штип со публика. Брегалници по 28-то коло останува на врвот од табелата со 65 бодови колку уште има и Скопје, но сините имаат подобар меѓусебен биланс со пиратите. Брегалница на чекор од прва лига ќе треба да се освојат бодовите против Осогово во Кочани, а потоа дома со победа само да се потврди на рутина триумф и да се подигне шампионскиот пехар на 23 мај во Штип. Никол Чешарковски го отвори резултатот во 16-та минута за водство на Шкендија Рачиново по еден одличен проектил кој го испрати кон голот на Купанов, кој беше немоќен да го одбране тој удар. Гостите од Рачиново на полувреме заминаа со 0-1 предност. Во втори дел во 68-та минута главниот судија Александар Груевски покажа на белата точка за Брегалница, а Костадин Капсаров успеа да го реализира пеналот во погодок за 1-1. Ваквата одлука на Груевски да биде досуден пенал за домаќините предизвика големо незадоволство кај гостинските фудбалери и гостинската публика, со што мечот беше во прекен, бидејќи Шкендија Рачиново продолжи да протестира за пеналот. Сепак Штип се покажа како вистински домаќин за гостинските навивачи на кои им беа возможни услови да го следат над преворот во Штип. Амбиентот беше неверојатен, верната фаланка со низа кореографија даваше силна поддршка на сините, а беше промовирана и новата химна на штипскиот клуб. 4 прилепчини беа дел од вчерашното дерби за прва лига. Големо ривалство на теренот, но голема почит надвор од теренот. Даниел Карчевски, Јордан Умовски во дресот на Брегалница, а Никол Чешарковски и голманот Антонио Столевски во дресот на Шкендија Рачиново. Наситен превари имаше погодоци во рамки на ова 28 коло. Осогово со 0-4 славеше над Вардар Неготино, па сега жетварите од Кочани избија на петото место со 53 бодови, а пак Беласица која загуби Новаци со минимални 1-0 заврши на шестото место со 52 бодови. Детонит Плочковица со 0-3 славеше над Преспа во Ресен, со што Радовишни математички го потврди директниот опстанок, додека пак Кожув со 8-0 го декласираше составот на победа. Скопје со минимални 0-1 го доби Тетекс во гостија, пак Охрид со 3-0 го доби тимот на Големо Конјери, додека пак во македонска Каменица дербито за престиж го доби Каменица Саса, која со минимални 1-0 славеше над Слогод Виница. На првото место е Брегалница со 65 бодови, колку уште има второпласираниот Скопје, а пак Шкендија Рачиново е трета со 63 бодови, додека пак Охрид е четврт со 62 освоени бодови. Официјално Кожув, Тетекс и Каменица Саса ќе играат бара за опстанок во втора лига.